Добар ден и добро дојдовте во новото издание на Зебра. Со оглед на скандалите што го следат секој избор за песна на Евровизија, особено кај нас во Македонија, но и со оглед на финансиските потешкоти и рецесијата која натера одреден број на држави да се повлечат, денеска го поставуваме логичното прашање дали можеби е време и Македонија да престане да настапува на Евровизија. Мој денешен гостин е Петар Младеновски, Пеце од Суперхикс. И на другата страна од студиото Дуле Мичич, директор на магазинот Свет и всушност издавачката куќа која што издава повеќе магазини меѓу кои Свет. Добре дојде Дуле во Зебра. Фала за поканата. Би сакала да го почнеме ние разговорот. Фактите велат дека околу 125 милиони гледачи ја следат Евровизија и дека секоја година и дека тоа е еден од ултрапланетарно популарните настани со кои што ретко може друг настан да се мери. Треба ли Македонија доброволно да се откаже од еден ваков настан со оглед на тие бројки, со оглед на тој потенцијален таргет што го нудат тие бројки за промоција во културна, туристичка и било која друга смисла за една мала држава како нашата? Значи ли тоа евровизиско внимание за мала држава како нашата? Не. Македонија воопшто не треба да се откаже од учество на песна на Евровизија без разлика на пласманот или без разлика дали ќе влезе во финале или нема да влезе во финале. Зашто е само по себе промоција на македонската естрада генерално гледано. Да земеме за пример дека за таа македонска естрада дали уопште имаат некои сознанија луѓето таму некаде во Азербејџан или во бившите советски републики. Така да тоа е една бесплатна промоција, еден бесплатен маркетинг за некои, како што кажавте, да речем 200 милиони гледачи во моментот додека иде тој директен пренос. Така да Македонија дали со овој пејач или со оној пејач без разлика треба да учествува и понатаму. Покрај оние гледачи кои што го следат пари ќе се најдат без разлика. Ќе се најдат пари. Покрај оние гледачи кои што го следат настапот преку ТВ екраните, голема бројка на луѓе го следат и таму на самиот настан. Прочитав дека во 2001 на пример во Копенхаген 38.000 луѓе биле собрани на тој настан. Така. Претпоставам дека и директниот маркетинг тоа. Тука доаѓаат на Евровизискиот фестивал многу новинари. И се пишува дека Македонија учествува заедно со другите земји, едноставно се дава простор во тие медиуми, весници, телевизии, дека ние сме присутни. Што ако не сме присутни, никој нема да те спомне. Пеце, постојано секоја година пред Евровизија слушаме, има шанса Суперхикс да ја представуваат Македонија. Може би се само кулуарски муабети, може би некој на вистина ги почнува тие муабети со вас, преговори. Се случува ли куршлус некаков на некоја релација, може би, не знам, вашиот бенд со македонска радиотелевизија како организатор, или едноставно може би не сте заинтересирани? Ја го слушам тој муабет 10 години и повеќе, значи прв бевме номинирани дури без наше знаење. Искрено ја не бев информиран дека ќе се најдеме во тие 5 изведувачи таму некаде 2002-2003 година, 2004 мислам дека беше. Бевме влезени во таа, ја искрено не би сакал да бидам во таа група на изведувачи, меѓутоа некој некако не ставил и се гласаше по не знам каков начин и ние излеговме од таа тесна селекција од 5 изведувачи и не знам, тоа беше годината кога беа Мартин Вучич и Александра Пилева во таа финална на крај конкуренција, кога се случува, не знам, безброј бламови и слично. Искрено, ти велам 10 години тој муабет се врти повеќе, меѓутоа нас никој не е сконтактирал директно, ниту од МРТВ, ниту од не знам кој е таму одговорен, искрено не ги разбирам тие работи, меѓутоа не сме имале директна комуникација. А нашиот став во врска со тоа е многу јасен, иако моето мислење за таа манифестација сум го кажал многу пати до сега, мислам дека тоа забава и манифестација за еден дел од Европа и далеко од, би рекол, од планетарна забава и слично. Мислам дека луѓето во Америка, Австралија и слично не ги интересираат ваков тип на забава и манифестации. Мислам дека тоа забава за една категорија на луѓе. Мислам дека тоа не прави можеби срекни нас малите источноевропски земји, додека Западот мислам дека не се занимава со тоа воопшто. Тие се занимаваат со сериозен музички пазар, со сериозни фестивали и со сериозна музичка сцена.
Да, Супер Хикс е постојано некаде на турнеја, некаде гостува. Вие излегувате многу често надвор од Македонија и сте учесници на такви големи фестивали. Ли малку можеби предизвик оној сегмент кој што го кажува Дуле пред малку дека милиони луѓе ќе го видат, па можеби... Па тоа сакав да му вратам, да му реплицирам, значи ја не знам што ни донесе тоа како држава. Не знам каква промоција, кои туристи дојдоа по таа наша промоција, кој македонски изведувач направи интернационална кариера или не знам на колку места настапи, било да е клуб, дискотека, освен овие пред евровизиски промоции, баш пред некој ден гледав еден настап на Есма и на Лозано дојде по Facebook пат и до мене. Не знам колку е тоа паметно, искрено. Ја не знам кој добил поени, кој зборам за позитивни поени. Можеби сето тоа оди на штета на нас и како држава и како сцена и како медиумска куќа МРТВ на крајот на криштата и слично. Па доколку е така како ти што коментираш, зашто тогаш настапува редовно Велика Британија, Франција, Германија, дури оваа година и Бони Тајлер се пријави за учество. Да, тие праќаат изведувачи кои се во пензија веќе со децени, кои настапуваат по ресторани и слично, кои што не им е важно, платени се за тоа. Така и Италија настапи со Тото Кутуњо па победи. Да, можеби во некои минати времења, да, во некои минати времења кога се уште таа манифестација имала некаква основа за одржување, некаква тежина. Сега не гледам. Не гледам што се случува дека сега Евровизија може повеќе забава отколку самиот фестивал. Меѓутоа морам да кажам дека пред неколку години победи една Марија Шерифовиќ со изворена интерпретација. Сепак е до песната. И донесе ли тоа на Србија некаква дополнителна промоција? Па мислам дека донесе, да. Како не донесе. Бројката од 120 можеби само одржување на Евровизија во земјата, да, веројатно нешто носи, меѓутоа за сцената како сцена ја не верувам дека носи нешто плюс. Онаа бројка од 125 милиони гледачи, дали е тоа за подценување? Земји од источниот блок кои што реално и немаат друг вид на забава. Мислам, веќе тренираме од Македонија еден класичен пример, кај нас нема големо име кое што доаѓа оваа година. Значи, ние ќе се занимаваме со Евровизија, веројатно зборувам, не ја лично, ја не сум оптеретен со Евровизија, меѓутоа поголемиот дел од луѓето си бараат ваков тип на ефтина забава и тоа им е единствена понуда во моментот. Или сметаш дека таму треба да се пее исклучиво на англиски? Како? На англиски, исклучиво да се пее. Не прашуваш дали треба да се пее? Не знам што да ти кажам, има случаи кога доаѓаат бендови пеат на молдавски, има Марија Шерифовиќ, Желјко Јоксимовиќ пеа на српски, да. Тоа Добре, но што донела Евровизија за Македонија? Еве, да го парафразирам прашањето на Пеца од пред малку. Со оглед на тоа дека и Тоше, и Каролина, и Калиопи имале своја балканска, делумно и европска кариера пред да заминат на Евровизија, што Евровизија донесе за останатите учесници и од сето тоа представување што и донесе на државата? Значи, во поглед на рейтинг, кажавте таму има 40 на држави, и тие сите сакаат да го направат истото што сакаме и ние. Значи, 5 минути да падне сноп од светлина од рефлекторите врз нас. Но ќе се изгубиме вели во мноштвото земји кои што подобро се презентираат, можеби? Нема да се изгубиме. Зашто да се изгубиме? Јас кажав дека тоа е шанса за Македонија да се представи за својата естрада, да ја представи дека постоиме воопшто. Јас гарантирам дека половина од тие земји не знаат дека ние имаме естрада, дека функционираме како естрада. Зашто да тоа не го искористиме? И ако се 3 минути во прашање, и не се само 3 минути, пред тоа сите тие новинари што идат таму во екипата со Македонија, со македонскиот представник, имаат шанса да комуницираат со други колеги од други медиуми, да ја представат Македонија во на туристичка смисла. Знам тоа сигурно. И тие новинари да пишуваат за Македонија. Македонија не само од она лошата страна, како што се случуваат лошите работи, туку од она поубавата страна, туристичка да речем. Дали можеби проблемот е што ние таа шанса не ја користиме доволно умно, значи дека не е проблемот до Евровизија, туку до начинот на кој што Македонија се представува. Дали го имаме онај психолошки механизам, некој го спомна и на Facebook, кисело грозија, затоа што ние не можеме да постигнеме позначителен успех, па одеднаш ја деградираме самата манифестација. Колку е проблем нашето подготвување, нашата презентација? Па ние имаме генерален проблем во тоа како да избереме самата песна, да. Не знаеме уствари, те бараме некој фестивалски начин да одбереме, па не ни чини тој фестивалскиот начин, па еве сега одбираме некој име некое таму, да се представи самото име. Јас како што пишував на Facebook, прво не значи ништо, Есма секоја чест, Есма е звезда во некои светски рамки,
А дали она како име таму нешто ќе постигне, сумњам, пошто на таа Евровизија доаѓа и многу познати имиња на времето, Холио Иглезијас, Оливија Њутон-Џон, па ништо не постигна како име. Значи, сепак доаѓаме на тоа дека не потребно да имаш песна и одлична интерпретација. Сепак и самиот фестивал се вика Песна на Евровизија. Пеци, има прашање до тебе од нашите гледачи кои што не следат директно, значи доколку на Суперхикс му повно да дојде на Евровизија, дали би одбил? Така. Ние сме го кажале тоа веќе не знам колку години наназад. Значи јас сум разговарал со поранешни директори на МРТВ и слично, тоа им е јасно кажано на сите. Значи Суперхикс може да настапат доколку условите кои што тие бараат да бидат задоволени. Па сега ја не знам, ова го слушам Дуле колку е паметно за некои изведувачи што отидоа на Евровизија. Јас знам за дел од нив дека ми се случи контраефект од сета таа ситуација. Значи од луѓе кои имаа настапи добро им одеше во Македонија, по настапот на Евровизија буквално ги снема. Дали поради оној ефект на слаб пласман или не знам, тоа некако влијае на овдешната публика и промотери, менаџери, не знам, газди на клубови и слично. Меѓутоа знам за многу такви случаи. Евровизија станува меч со двеоштрици за изведувачите. Има еден куп изведувачи кои отидоа и се вратија со палецот во уста. Може би е демистификација на нивниот квалитет. Од друга страна Калиопи се потврди како не е така, ова е, вокал. пак ќе кажам, профилот на овој тип на манифестација на пример не соодветствува со профилот на манифестација на кој настапува ЕСМА. Ја мислам дека ЕСМА губи со настапот на Евровизија оваа година затоа што не ја знаат како World Music изведувач. Да прекинам, не се согласувам со тоа дека губи, зашто на пример прошлата и претходната година Дадо Топич и Нина Бадрич не влегува во финале, што изгубија? Не, сакам да ти кажам, таа веќе има публика која што добро ја познава и во Холандија, јас сум бил сведок на ситуации во кои што сум разговарал со луѓе и знам дека има настапи на World Music фестивали и не знам дали е местото со една ваква песна или на ваква манифестација. Може би во некој друго издание со типична ромска песна или слично. Мене ова што не го прават ми е тежок блам. Типично некоја ромска песна без разлика. Да, ова ми е тешка бламажа што се случува. Ромска зошто на ромски. И кога зборевме со ЕСМА, викам најдобро ќе беше како што дозволуваат пропозиции на Евровизија некоја делче од некоја веќе позната песна да може да се земе, така нели Чај Шукарие. Не можеше комплетно ромска песна да се направи нова и да се настапи така. Веројатно тоа ќе беше поинтересно кога веќе зборуваме за презентација и на овој мултикултурен карактер на оваа земја и на сите богатства кои ги има во тој поглед, ќе беше најдобро така. Ова што сега се случуваше со оваа претходно нивна империја и сегашна империја, не знам како ќе помине. Меѓутоа да, имало, само да одговорам на прашањето, имаше понуди, значи условите меѓу најважните, меѓу другите кои што ги бараме како група е да бидеме комплетно автори и аранжери и да настапиме на начин на кој што ние би сакале. Можеби ќе побараме голи да настапиме, сега тоа Евровизија не го дозволува, па веднаш ќе се повлечеме од учеството. Добро, да направиме мала пауза, воедно да погледнеме зашто дискутиравме пред за 2 дена, значи кога ја отворивме оваа тема со нашите колешки Валентина Парго и Бисерка Велковска. Зошто спојот ЕСМА и Лозано, каде е спојот и кој го одржи тој спој? Кога ќе ми го одговора тоа прашање, ќе си најдам одговор на другите прашања. Економската криза во Европа кулминира, а тој и се отсликува и во Евровизија. Многу земји годинава го откажаа своето учество, неколку и балкански. Во тој поглед ние понатаму тераме. Мислиш ли дека требаше, ако ништо друго, барем од тој аспект годинава да одмориме или? Тоа би ми било еден од клучните аргументи. Мислам дека во време на рецесија македонската телевизија можеше по-рационално, по-умно да се го искористи буџетот. Ги почитувам сите тие земји што се повлекоа, барем привремено, нели не мора да значи дека тоа е трајна одлука. Од друга страна па и не гледам зошто по секоја цена мора ние да се трудиме да бидеме дел од друштво во кое што служиме само за кворум, за некој да има доволно учесници за да биде победник меѓу 24 или меѓу 40. Друштво во кое буквално ни удираат чврги. Песна на Евровизија, не се бара манекенка, не се бара манекен, не се бара фотогенично лице, не се бара, значи се бара пред се песна и едно целосно представување. Сега ние тука не можеме тоа да го сватиме, кога ќе го сватиме ќе ни е малку подобро. Ако сакаме да ја презентираме поп сцената, па зошто не се фокусираме на MTV? Од MTV регионалната се стигнува на другите станици на MTV и до светските издавачки куќи и композитори, ако имаме стварно капацитет и квалитет. А ако не,
на Евровизија буквално мислам дека ништо не добиваме. Ама баш ништо. Каде е Ѓајковски? Каде се уметници од рангот на Маџиров и слично кои значи на еден поширок простор се докажале, твореле и се прифатени. Зошто тие не се вклучат во едно вакво представување? Еден куп други, Дуке Бојаджиев, светски композитор. Јас лично би се разочарала ако го видам Ѓајковски и не би го слушала Или веќе, не би Бојаджиев, му или дала Коџабашија концерти, ако да го видам на пишува за Евровизија. Евровизија е толку урнисана, толку мислам е претворена во треш фестивал, што мислам дека греота би било нашите квалитетни имиња да си ги трошиме таму. Верувам дека Ѓајковски ќе понуди како автор лоша песна за на Евровизија, ако ништо друго ќе е хитовска и лесно прифатлива. Евровизијата е предизвик за секој автор, но кој колку добил понуда и така натаму еве годинава имаме значи композиција и од гитаристот на Black Sabbath, значи не може да кажеме дека неговиот углед со тоа е урнисан. Колку чини колку ја чини Македонија, нас граѓаните на Македонија овој настап на Евровизија и секако не се тоа само вложени пари, туку и очекување и страсти, енергија и цела нација паѓа во екзалтација кога е во прашање Евровизија. Јас мислам дека тотално се будат страстите и на социјалните медиуми, колку и да е небитен настанот или некои сакаат да го прикажат како таков, гледам некако сите се чувствуваат засегнати да го искоментираат. Нашата звезда која тука е пумпана, ќе оди таму ништо не ќе направи. Ние сме изненадени како може таква звезда од таков калибар да не постигне успех. А не сваќаме дека таа звезда таму се стопува во масата и не е звезда. Имате ли некаков коментар на ова што колешките го дебатираа минатата? Без разлика што колешката ваша рече дека е треш манифестација, ја мислам дека е треш манифестација, ама не би одбил ако некој ми понуди фини услови, добра сума и да излезам таму да се прошетам во некој фин европски град, не во Азербејџан. Во Азербејџан не би одел никако, меѓутоа кај е оваа година? Во Малме. Во Малме, одлично, супер, би одел во Малме со групата, би се позезале 2-3 дена и супер би си поминале. И не би се плашале за својот имидж? Ако не остава да го направиме тоа се случи на пример лани со така Рамбо Амадеус, знаеш, он него му се јавија од црногорската телевизија и му рекоа слушај, ќе одиш ли? Он рече ќе ме оставите ли да правам што сакам? Ќе те оставиме, па ќе одам. Без разлика што имаше и негативни коментари и му се одрази и нему сиот тој момент, меѓутоа он излезе со типично негова композиција и затоа заврши на последното место, затоа што беше целата ситуација еуро-неуро. Да, истото и со нас. Зошто да не? Ако може да настапиме во дискотека во Македонија кај што наредниот ден настапува Анабела, која што лично мене ми се гади и лично не можам да слушам таква музика, зошто да не прифатам да настапам на Евровизија под услови кои што му одговараат и со песна која му одговара на бендот. Затоа ме чуди зошто колешката ваша би се згадила ако го види Ѓајковски, кој што исто така настапува во такви дискотеки во Македонија. Тоа е истиот тип на публика, а бога ми во последно време критериумите и мерилото за тоа што е и каде припаѓа на која сцена е тотално изместено. Дуле, каква е нашата презентација таму? Константно никој не го одговорува прашањето за тоа колку пари се трошат за да се подготви една држава за настап. Нели веројатно е тоа различна сума од држава во држава. Постојано слушаме дека пари не недостасуваат, се кратат трошоци, но никако не се крати бројот на делегацијата што заминува во некој одреден град. И со исклучок се извинувам на нас од новинарската фела, значи чисто труд се забележува и се чита нели во извештаите од таму кај што се одржува Евровизија. За останатиот дел од делегацијата не е многу јасно кој што прави, кои се неговите одговорности, како ја презентира Македонија и така натаму. Напротив, слушаме само скандали. Сепак организаторот на таа Евровизија е македонската телевизија. И македонската телевизија е таа што треба да каже, да се изјасни кој иде, зошто иде, колку идат, колку се трошат парите и што прават. Веројатно прават нешто најдобро за Македонија, претпоставувам. Меѓутоа тука се поставува едно контрапрашање, што ако победиме? Може да се случи. Мислеа дека Србија нема да победи, па победи. Дали ние имаме таква моќ, таква сила после да ја организираме таа Евровизија и каде да ја организираме? Па еве можеби универзална која ќе се реновира. Нели постојат некои пропозиции дека Евровизија не сме да се организира некој простор под 20.000 луѓе. Ние дали имаме таква сала, а стадион тука не доаѓа во предвид, да. Така да, сепак Евровизија, за самата Евровизија, целиот тој настан во игра се големи пари. Самата Евровизија и сите тие земји што идат таму, парите се наоѓаат сега.
Друго е прашање дека сме во криза, па секоја телевизија гледа да заштеди на овој или оној начин. Јас не знам ни оваа година кој иде, која делегација, кои се тие што се пријавија, Што е планирано за презентација на државата? Обично се прават нели национални вечери, па ние за наша да слушаме за би бил среќен на време ајвари, да за си ги добиеме пластични чаши и така натаму. тие информации од македонската телевизија, се надевам дека ќе ги добиеме, да. Имаше еден одличен пример оваа година, нели Босна се откажа, ако не се лажам, читав од учеството на Евросонг. Мене ми беше супер моментот, се јави еден бенд Зостер, кој што е многу близок до ова што ние го работиме, свират некој реге, ска и така натаму. И рекоа, ако државата нема пари, ние сами ќе си го финансираме патот, а таму имаме другари, вика, ќе преспиеме кај нив, вика, веројатно избеглици од војната и слично. И вика, зошто не ни дозволат, вика, не мора, вика, никој да покрива, сами ќе си отидеме. И тој аспект на гледање на работите на овој циркус мене ми е многу интересен, така што ете некои се сноѓат. Твитерџиите прашуваат за која сума Супер Хикс би отишле на Сега Евровизија. твитерџиите не се дел од овој нели бизнес договор кој што ние доколку би го случиле и ако се случи Ќе објавите на Твитер кога ќе се случи. Помалку важна е сумата, повеќе важно е тоа дали луѓето кои што се одговорни за оваа манифестација, МРТВ е така во Македонија, би го прифатиле начинот на кој што ние би посакале таму да се појавиме и да настапиме на начинот кој што ние сакаме. Мислам дека тука имаме проблем. Што мислиш дека ЕСМО иде за некоја сума да настапи, не верувам. Ја мислам дека повеќе самите мотивот? даваат, реално мислам дека повеќе самите се покриваат со своји средства изведувачите од оние муавите што ги знам, не можам да тврдам, не ме земајте здраво за готово. Меѓутоа знам дека добар дел од средствата сами си ги даваа за патување. Па не знам Ѓоко Даневски премиер. Барем од овие нашиве посиромашни земји даваат сигурно, да. Нема врска, тоа имаш сиромашни земји кои вложуваат во тоа. Едноставно кај нас мислам дека нема буџет за вакво нешто. Попрво ќе се потроши, можеби тоа е некој голем минус ете во таа презентација и на нас како земја и на оние нели не знам промоција и организација на некакви штандови и слично по тие земји, промоција на оваа култура. Мислам дека не сме организирани во тој смисла. Мислам дека многу повеќе се трошат пари на други моменти, условно кажано културни, отколку на Која ни е најслабата алка во ова наше евровизиско представување? Со години наназад, кога ќе гледате песната, изведувачите, презентацијата, лобирањето, која е најслабата алка? Ја мислам дека е сепак лобирањето, да. Дека тука на тоа треба многу да се проработи. Имаше тука еден добар момент на времето кога на Евровизија замина Тоше и Лилјана Петровиќ. Јас знам дека Лилјана Петровиќ имаше многу добри врски во тие поранешни југословенски републики и дека активно лобираше за Тоше Проевски, иако на Тоше не му требаше нешто, не знам какво, лобирање. Сепак она даде добар дел од тоа, а мислам дека и претходната година и за Калиоп има лобирано, да. И дека таму се појави во Лондон, каде што одеше Калиоп или не знам каде, заедно со Лилјана. Тоа чисто нака пријателски помогна за да лобира. Лобирањето е едно од битните работи на Евровизија. Ја мислам дека не е важно, ја мислам дека прашање на чиста среќа. Па добро и дело. Па е лорди финците кои што свират некои харден хеви од глем метал од 70-ти години победија, ја мислам дека беше некоја чудна победа. Па да, меѓутоа знаеш мислам дека нивниот настап си го направи своето. Тие нема ни лоби ни што финци не лобираат, тоа сум 100% сигурен затоа што не се занимаваат со ваков тип на манифестација. Мислам ретко кој во западните земји кога ќе отидеш разговара воопшто за и на пол од нив не е познато што е тоа Евросонг. Да, тоа на времето некогаш било ова. Меѓутоа што се случува последните години мислам дека не знаат. Значи досегашниот неуспех е резултат на тоа што не сме имале среќа? И лошото лобирање, да речем, да. Па ја тврдам дека доколку пратиме некој кој што многу повеќе ќе се забавува отколку тоа што ќе биде оптеретен со пласманот, ќе го направиме најголемиот успех. Тоа се случи неколку пати до сега. Тоа и германците го направија, тоа го направија и финците, тоа го направија и молдавците 2 пати до сега. Има супер пласман и тоа супер бенд, за мене Здопшти Здупс е супер бенд кој што 2 пати отиде и тоа вториот пат никој не веруваше дека ќе направат нешто, излегува со некои точаци, со некои жонглери. Беа високо пласирани, не знам, таму 5-6 место. Тоа на нас не се случило до сега. Мислам дека многу повеќе полагаме и вложуваме во некакви сериозни поп изведувачи и мислиме дека тоа ќе не однесе далеку. Ја мислам дека треба да се прати, не знам. Можеби Зоки агресорот би го пратил
Имаше одлична А песна. дали ти е која- битно, пред малку те слушам, каде се одржува Евровизија? Викаш, ако ме пратат, не знам, не Азербејџан, ама може Стокхолм, Шведска. Па да, за да се прошетам Зашто? во некој поатрактивен град, истина. Добро повери. Па во Баку не ме влече Па нешто зашто, да да. прошетам. Ама ако е Предизвик во не е. Париз, Лондон, зашто? Не е предизвик и Баку. Само уште ова за крај, дали кога веќе не можеме сами да извадиме некој концепт кој што ќе биде многу поразличен, кој што може да биде и Лорди, но може да биде и Марија Шерифовиќ, не е време да се побара помош од некој што знае? Од странските автори, да. Од Или странски странските автори пејачи. или од Па продуценти има кои на што ќе го Евровизија тоа направат е тоа да дозволено, изгледа. значи за некоја држава може да пее некој сосема Зошто ние не пејач сме го од направиле тоа некоја до сега? трета држава. Па имаше на времето кога имавме Југовизија, нели, кога ќе спомнам кнежество Монако ја представуваше тогаш нашата Тереза Кесовија или не знам Луксембург ја представуваше гркинката Вики Леандрос кога и победи со песната. Зашто да не, ако се укаже таква некоја шанса Македонија да представува, меѓутоа тука па доаѓа му некој друг проблем. Зашто па некој од страна? Кога Не, може имаме да е наши наш пејачи, македонски изведувач, Да. но да речеме авторот да е странец или може би Па имаше да и постои Есма цела понуди, имаше да ја представува и продукција Србија. која што- Есма да. имаше понуди, да. Меѓутоа сепак се одлучи да ја представува Македонија, што е и логично. Добро, Пејце, Дуле, ви благодариме што бевте гости. Е, само за крај би рекол, читам таму сумата најбитна, не сме деца да се лажеме. Значи не е сумата најбитна. Битно е да не изгубиш од сопствениот идентитет како изведувач, а пак да отидеш на, што би рекла ваша колешка, треш манифестација како Евровизија, е тоа е најбитно. Како е да е Покрај Евровизија, никој не Покрај останува. сумата. Покрај сумата. Никој не остава равнодушен. Тоа е. Очигледно кај нас најмалку. Да. Ви благодариме што бевте дел од Зебра, ви благодариме што не следевте на Зебра онлайн МК, на Алфа и Ера телевизија. Продолжите да не пратите на Твитер #ZebraMK кирилично и латинично. Поздрав!